Добар ден, започнуваме новото издание на емисијата 0+ месеци на телевизија Телма. Денеска ќе зборуваме за вежбањето после породувањето. Враќањето во добра физичка кондиција е мощно важно за новите мајки, како од здравствен, така и од естетски аспект. Денеска ќе зборуваме за Baby Fit програмата, наменета за мајки, за тазе мајки кои што може да вежбат заедно со нивните бебиња. Во студиото со мене е Менка Трајковска, која што е инструкторка. Добар ден. И Сања Јакимовски, заедно со незиното 3,5-месечно синче Симеон, кој што ги посетува овие часови. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, Посебно здраво за Симеон, кој што се разбуди штотуку и се надевам дека денеска ќе ужива во оваа емисија. Да започнеме со оваа програма Baby Fit, која што е наменета, односно адаптирана за мајките кои што туку се породиле. Што се опфаќа таа и зошто е важно мајките да вежбат со нивните деца? Сега Baby Fit програмата опфаќа многу работи. Зошто е таа битна? Многу е важна заради неколку причини. Една причина е побрзо враќањето на телесната тежина на мајките, враќањето на телото во првобитната состојба пред породувањето, опорувањето на хормоните, значи подобра и побрза стабилизација, психички исто така влијае на зајакнување на мускулите и на коските. Многу е важна на почеток, кога ќе се породат мајките, да почнат да вежбат уште првата недела, но со некои минимални вежби кои после ќе ви ги покажам. Така, ќе можат гледачите практично да видат како тоа се изведува. Иако голем дел од лекарите не препорачува да се вежба пред 6-та недела од породувањето, се советува да се направи лекарски преглед, односно потребно е зелено светло од лекар. Кога најчесто бараат жените да се вклучат во оваа програма? Чекат ли 6 недели? Да, дури негогаш и повеќе, 4-5 месеци. Видете, треба да се консултира со лекар, со гинеколог, но едно е важно што, пример, правиме ние заблуда, не правиме разлика меѓу вежбите. Ако сте нова мајка, тазе породена, не треба да земете 100 стомачни да направите или чучневи или склекови, туку тие вежби се баш кажав, дозирани според состојбата во која се наоѓаат мајките. Тие се мали вежби кои се прават, пример, по 5 повторувања 10 пати. Така. Инаку програмата се спроведува во Академијата Вели Момин, тоа да споменеме. Еве може да ја прашам Сања, дали ви беше тешко на почетокот кога почнавте да вежбате? Не, со оглед на тоа што веќе јас и претходно, значи пред да запременам вежба, ми беше, значи, задоволство. Сега нормално почнавме со полесни вежби, па понатаму постепено, нели, кардиотренинзи и сите тие работи. Супер ми беше, значи, еве, уште вежбаме, најмладиот член сме, морам да кажам. Имаме само 3,5 месеци и ете се навикнуваме, значи. Како реагира од дома кога кажавте дека ќе одите да вежбате со толку мало бебе? Па немав баш зелено светло, морам да кажам, значи, меѓутоа, ете, така, сакам јас, природа сум и темпераментна, упорна, а и бебето ми е малце така хиперактивно и решивме, ете, да си ја енергијата надокрадуваме, што кажувам, значи, позитивна енергија да си внесуваме и многу е битно, значи, контактот со децата. Значи, јас поминувам квалитетно време со моето бебенце на тренинзите и така. Која е најмалата возраст на бебето за да може се вклучи во оваа програма? Имате ли некоја таква граница? Па е од прилика 2 месеци. 2 месеци треба да биде бебето за да може да биде вклучено. И всушност, каква е улогата на бебето? Како мајката вежба со бебето? Неговата тежина ја употребува како тек на некој начин, така? Да. Сега овие вежби се прилагодени според децата и бебињата што доаѓаат. Пример, ако бебенцето е разбудено, мајката може, се извинувам, да го користи како справа, како текче, но може додека спие бебето, мајката да си вежба со справите што ги имаме кај нас. Доколку децата се поголеми, има како мини игротека, тука може да се играат дидактички игрички, има дидактички кебенца кај што може да лежат бебињата, но најчесто на почеток
се препорачува додека се мали, нели бебињата додека се зацврстат, да лежат од нивната мајка додека таа вежба. Така, значи Симеон сега лежи покрај вас. Сега за сега да. Првите тренинзи на мое чудење, значи со кенгур вежбавме заедно, иако беше многу мал. Сега имаше денови кога знаеше да заспие и нели се транспортираат покрај мене. Меѓутоа бебињата се непредвидливи, знае плач непрестан да не разбуди, нели? Тогаш го подикам и продолжуваме со тренинг. Така, ако едно бебе плаче, претпоставам почува да плачат сите останати, така, да. Имате ли таква атмосфера понекогаш? Некогаш да, има некогаш децата, пример кога се сите собрани, се случува да се не знам, можеби осеќаат енергија, лути се. Сите плачат, одат кај мајките, се тепаат за играчки. Тоа е нормално, но има и денови кога одлично се одвиваат часовите, дури децата, обично тие што се од 2 години нагоре, веќе сваќаат што се случува и ни се придружуваат, вежбаат заедно со нас. Така, инаку горната граница, ако не се лажам, е 6 години. До 6, да. Просторот ви е комплетно адаптиран за потребите на бебињата, имате простор за пресоблекување, имате пелени за менување, така? Да. Детска козметика, се е тоа обезбедено, има масичка за хранење, место за доење, марами за доење има, од Baby Sling ни обезбедија и марама, нели, боб, за да може некоја мајка доколку нема да користи кај нас. Така да сакаме да се чувствуваат мајките како дома да се. Одлично. Вежбањето не е како што било порано. Очигледно се е променето. Нормално така. Значи промената и пред се тежината на мајката. Затоа и вежбаме. Така, успевате ли да симнете некој килограм на ваков начин или повеќе некој вид релаксација и дружење со останатите мајки да се излезе од дома? Така, да. Пред да почнеме да вежбаме, таа енергија ми беше двигател за да почнам да се нафатам на ваква нешта. За килограмите, нели, сепак треба време. Меѓутоа сум задоволна. Значи, јас кога ќе отидам дома имам енергија за преостанатото време со Симеон да го поминам. Така. Значи не сум истоштена па као запалење на мускули да добијам или не знам. Немаме значи проблем со тоа. Така, значи вежбите се дозирани, внимавате мајките да не се префорсираат. Да, тоа не смее да се случи, мајките премногу има и кардио вежби, но не смее да бидат премногу кардио вежби. Какви вежби треба да има на самиот почеток? На самиот почеток најчесто вежби за зацврстување на карлицата, на долниот дел на стомачните мускули, на нозете. Ќе можеме ли да покажеме дел од тоа? Дел од тие вежби? Може, ако сакате, да. Сега сакам да покажам вежба која може да се направи после 10 дена од поредувањето. Така? И вежби кои може веќе да се вежбаат од вториот месец нагоре. Пред вториот месец не треба премногу да се оптоварува организмот, затоа што му треба време да се врати. Така, може значи да ги погледнеме вежбите кои што може да се направат, како рековте, 10 дена после породувањето. Да. Ке може да ви позајмаме на перница? Секако. Може и таа. На почеток не се вежба заедно со бебето, туку мајките ги прават самостојно тие вежби. Так. Да, затоа што бебињата се птен мали, нели 10 дена имаат. Една перница ќе ставиме помеѓу нозе, нозете ќе ги свиткаме. Ќе легнеме доле. Сега, многу е важно да ставиме и долу под колковите една перница. Така. Да не биде меко. Може да искористам тоа? Може, еве. Супер, благодарам. Така. Ја ставиме перницата под колковите. Сега, важен момент е со нозете да ја стискаме перницата. Така. Земаме воздух длабоко, исто како да ни оди стомакот позади на грбот. Значи, дишуваш на нос и длабоко испушташ. Со тоа што, кога вдишуваме следниот пат, исто кога мокриме, треба да, нели кога го спречуваме мокрењето, процесот на мокрење треба да стиснеме со долниот дел. Кога земаме воздух, држиме 5 секунди и полека од уста испуштаме, го олабавуваме долниот дел на телото на карлицата. Тоа го правиме 5 пати со по 5 секунди држење на воздухот и испуштање, 10 повторувања. Тоа се прави една недела, 10 дена после породувањето. Следна вежба, што е многу добра,
Ќе ставам тука перницата. Значи, нозете раширени, рацете до нас, се дигаме само со крлицата горе и држиме. Тоа го држиме едно 10 секунди, се враќаме полека во истата положба. Многу е важно дишењето. Така. Значи, длабоко земате воздух и испуштате. Тоа се прави додека држиме ние 5 секунди, го држиме истото темпо на дишење. Полека се спуштаме доле и тоа го повторуваме уште 10 пати. Така, колку серии смеа да се прават од овие вежби на самиот почеток? Значи 5 повторувања по 10 серии. Така, 5 повторувања по 10 серии на Да, почеток. доволно е се. Така. Има уште една добра вежба која се прави вака. Само треба се, чекајте да извадам перницата. Едната нога ни е право, другата ја виткаме. Земаме може крпа, може марама и затегнење таа вежба, буткаме со рацете на кај коленото, со коленото на кај нас. Така. И ова исто се брои 10 секунди, се менуваат нозете, исто да се прави на другата страна 10 секунди и заправат 10 повторувања со оваа вежба. Така, оваа вежба е за кој дел од телото е всушност наменета? Ова најчесто се за крлицата, за стомакот, за истегање и за грбот. Така. Тие се многу битни делови. Така. Значи, овие се вежбите кои што се прават 10 дена после породувањето. Последните две се веќе од вториот месец. Веќе од Затоа вториот што месец. нели, дигаме нозе горе, тоа е Така. притисок на стомакот. Значи, од вториот месец може да се прават малку покомплексни вежби. Да, Така. од вториот месец, додека првите недели беше таа со стискање и со затегање долниот дел и опуштање заедно со дишењето. Така. Потоа исто така се прават вежби со бебе. Може ли да прикажеме сега, не знам дали Може да го Симеон да го Симеон да искористи? го вклучиме во вежбите. Јас понесов и кукла. Нема Ние побава повеќе со- Google. Ами кажи. Но Симеон е мирен, очигледно, Да. и може да биде вклучен во овој Ајде. процес. Соработува Симеон сам. Соработува. Сега, една од вежбите што може да ја направиме, да Така. го ставиме бебчето на коленици. Знаеме дека ти убаво. И прстите напред на нозете, одиме горе долу. 1, 2, адзе, Значи, 3, гледам зошто и децата сакаат да Четири. видат делот овие часови, Пет. вистински уживаат. Така. Друга вежба што може да направиме со колениците на кај надзе и се враќаме назад. И уште еднаш, аби качите и назад. Ајде, сега може истото тоа со свиткани нозе да правиме, да го држиме детето во раце и да правиме стомачни. Тоа се кратки стомачни. Така. И друга уште една вежба што сакам да ја покажам е дека може најлесно да се може вака да стапам така. Така, секако, да. Чучњеви. Со бебето во раце и доле, горе, доле, горе. Симеон. Овие не се омилени нас. Да, овие. Добре. Значи, која вежба од се е најлесно, односно најтешко да се изведе? Што ви е вас најлесно, Сите односно се најтешко? тешки на некој начин, меѓутоа, ете, Ево, мене ми уште една ќе се извежбаме чучњевите сега. омилени. Само Така, за ова со треба Симеон. малце баланс. Така, да. Било која равнотежата е многу вежба битна. да за нозе може да се изведе со детенца во раце. Така. Предпоставувам дека тежината на детето исто така има улога во топењето на масните наслаги, Да, да, като што има улога на Посебно за рацете. така. Повеќе има влијание на зголемување на мускулната маса. Така. Затоа што е тежина и со тежината се зголемува мускулната маса. Така. Многу е важно за мајките на почеток да се зацврстат, па потоа да се губат калории. Така, значи на почеток е тоа поважно за цврстувањето. Да, многу е важно затоа Бидејќи што дете цело време во раце мајката држи Така. и тоа е Ето многу така. важно за грбот. Претпоставам дека се прават вежби и Да, да, за да. грбот. многу се важни вежбите за истегнување. Така. Доста се прават вежби за истегнување и за цврстување. Истегнувањето најчесто се вежби за коските, за грбот, за цело тело. Така. И потоа следува за цврстувањето за да се направи една хармонија, баланс во телото. Во кој период вежбите даваат најголем резултат? Во кој период после породувањето?
најискрено треба веднаш да се почне, ми само објаснив со кои минимални вежби, Така? да се почне за да може мускулите да се вратат полека, како што 9 месеци тие цело тело се менувало, така ние треба да работиме сега да го вратиме постепено во првобитната положба. Така. Колкави групи има? Имате ли пријателки со кои што вежбате? Моментално со нив сме индивидуални тренинзи, Така? значи да, сами вежбаме. сами вежбаме. Се надевам дека ќе се прошири групата. Ева затоа, значи, ја апелираме дека не е тешко, значи само треба мајките да имаат желба. Да, мислам дека тука е пресудна желбата. Многу од мајките се уморни на почетокот Ето, така. и на крај паметни им доаѓа да вежбаат. Да, нормално. Гледаат секоја можност да искористат да легнат и да одморат, Так, да так, одспијат ако да, може. да. Но вежбањето дава дополнителна енергија. Да. Мене да, затоа и велам, значи ние енергично одиме на тренинг и енергични се враќаме. Дури Така. поголема енергија имаме после тренингот, значи за да се издржат нели сепак тие ноќни дежурства кои што сека мајка нели ги има сега поготово на 3,5 месеци, кога почнавме 2,5 месеци имавме, значи сепак бевме многу малецки и сите тие грчеви пропратни што ги имавме, ги издржувавме. Значи, мене ми Така. дава додатна енергија и супер ми е. Очекувате ли веднаш да имате резултати од вежбањето или свесна сте дека треба да бидете трпеливи, дека треба да бидете Свесна упорна? сум, нели, обично вака кога разменувам искуства со мајките, велат треба време. Поготово, значи, 1 година од породувањето, поголемиот дел од нив ми го кажале истото, мене ми изгледаше многу голем период. И затоа и порано почнавме со вежбање, меѓутоа јас немам проблем, значи мене ми е уживање вежбањето и да не се топат килограмите веднаш, за сврстувањето на мускулите е многу битна работа. Така. Значи- Вие еден период имавте и зумба часови. Во моментот може да ги погледнете тие инсерти, нашата Ето, македонска да. попејачка Мијата заедно со керкичката Никита ги посетуваше. И ово беше мощно и забавно. Дали се уште имате зумба часови? Зумба нема, затоа што не знам, повеќе се интересираат за овие вежби што се. Така, за Мајките. Baby Fit Да, програмата. почнавме со Baby Zumba, но некако не знам, се плашат мајките, можеби зависи децата како се чувствуваат, се плашат главчето да Да, им јас што падне, сакав да прашам дали при танцување дека главчето е слободно. Предпоставам дека бебето треба да биде малку поголемо или пак како? Се плашат да не се повреди. Од Мијата малото беше баш мало, мислам дека 2-3 месеци имаше. Да, ма Во сосема е марамата- заштитено во марамата, Да, да. во марамата, затоа е многу практично марамата. Гледате колку им е убаво спијат тие бебенца што беа со мајките. И сега малку, дали е тоа упорност или стереотипот, се уште кај нас се борам со тоа за да им докажам на мајките дека навистина е добро да вежбаат и дека треба и упорност. Се плашат најмногу од тоа. Леле, сега детето да не плаче, да не се удри, да не падне, како ќе биде, дали ќе можам јас да вежбам како што треба. До сега кога сме имале вака големи групи било екстра, затоа што сите мајки се заедно. И поддршка си се една на друга. Да, ќе го Така. земе детето примерената додека вежба или јас ќе си играм со децата, ќе им ги кажам вежбите. Сања, се плашевте ли вие на почеток кога почнавте да вежбате со Симеон да не падне, да не се повреди? Имавте ли таков страв? Нели, ако кажам не би изгледало многу вештачки, нормално е доза страв мала, меѓутоа поддршката е многу битна. Значи не сме ние тука сами, имаме нели претпоставен тренер кој што цело време и додека се разбуди, например, детето, ако во тој момент додека е на релаксатор се разбуди, прекинува, јас продолжувам со вежбите и она го занимава бебенцата. Значи многу е битна поддршката, заемното дружење исто така. Немавме ние проблем никаков. Немавме страв. Така. И затоа сме упорни, морам да кажам. Да, многу е важно да се упорни и додека имаше снег, ладно дека беше си доаѓа редовно и ќе имаат сигурно резултати за некој месец. Минка, како ви одлучивте да ги правите овие програми? Тоа е најинтересната приказна. Цел живот вежбам, со супругот вежбаме и Бог заедно. И после, додека останав бремена со првото дете, имам 2 деца, првото дете ми беше тешко.
Пробав да вежбам раце, нозе да не се напрега многу, нели тогаш беше исто табу тематика да премените жени треба да вежбат, но ја чувствував таа потреба за вежбање. Стигна едното, стигна другото детенце, немаше време за мене кога да вежбам. Сопругот по светски, по европски првенства, ретко и кога беше дома, немаше со кого да ги оставам, да ги носам. Така. И решив дека треба да држам часови и сигурно викам има сигурно и многу родители како мене што нема кој да им го чува детето или сакав квалитетно да го поминам времето со нив, да бидам нон-стоп со нив. Така, повеќе кратна корист од сето ова имаат, претпоставувам сите кои што сакаат да се вклучат и на кој начин заинтересираните може да стапат во контакт со вас, кога се одржуваат часовите, во кој дел од денот, колку пати неделно, еве некои такви информации претпоставувам кои што би биле корисни за новите мајки. Тренинзите се понеделник и петок од 6:30 од 18:30 до 19:30. Може сите мајки да не контактираат на 070-863-523 или на фан страната Боксерска академија Вели Мумен. Може да не контактираат таму, да ни пратат порака, ќе им одговориме, ќе ги информираме за се што ги интересира. Така, ви благодарам што бевте дел од 0N+, што на мајките им дадовте корисни насоки поврзани со вежбањето после породувањето и еве видео дека можат слободно тоа да го прават заедно со нивното бебенце. Му благодарам и на Симеон што беше тука, што беше толку мирен. Ке се видиме повторно. Ви благодарам на поканата. Ви благодарам што не следевте со внимание. Гледајте ме секој работен ден од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Пријатно!